Јас се надевам дека дел од нашите гледачи веќе ги прошитаа своите домашни миленици, затоа што навистина имаме високи температури. Да или не со домашен миленик на одмор? Одговор утрово бараме од Воислав Димитровски, доктор по ветеринарна медицина. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, благодарам на поканата и навистина мислам дека е убава ваква поредица од почести гостувања да имаме со цел да ги запознаеме граѓаните кои се навистина работите кои што треба да ги прават во однос на превенција во различни услови или во различни ситуации во однос на грижа на своите миленици. Да, започна веќе летните одмори, па некако сите се двумиме кои што чуваме домашни миленици, дали да го однесеме нашиот домашен миленик на одмор со нас и како да реагираме на плажи. Значи, се препорачува затоа што сепак миленикот е член на семејството. Ако миленикот не прави проблем нели на локацијата каде што ќе одите, ако лесно е прилагодлив и така натаму и во секој случај мора да обезбедите престој каде што е pet friendly, нели? Во таков случај се препорачува миленикот да си дојде со вас. Доколку не можете да најдете такво место, не одите на сопствен ризик, па таму ќе најдеме затоа што малку и потешко се наоѓаат pet friendly места за престој. Во таков случај може да ги искористите некои од хотелите кои што се во рамките на градот каде што живеат или општината каде што живеат. Што се однесува до сонцето, колку е дозволено да биде миленикот на плажа, на сонце и како да го заштитиме? Ќе покажеме некои работи кои што ни ги донесе, кои што и така се дополнителна управа за домашните миленици. Да. Како што ние кога одиме на плажа и кога сме изложени на сонце имаме потреба од определена заштита, нели за некакви фактори да речеме, исто така и животните имаат определени потреби. Сега затоа што тие имаат обвивка, нели крзна, а на нив оние лосиони за заштита од сонце и така натаму не им се толку потребни, освен ако имаме кучиња кои што да речеме сме ги шишале на многу ниско, тоа се малтезери, бишони и така натаму, во таков случај треба малце повнимателно и со кожата. Во секој случај затоа го носиме ова портабилно да речеме садче за вода. Во секој случај е задолжително да имате постојано вода, како што за себе треба да имате вода, така треба да се опремите со вода и за децата и за животните. Во секој случај, затоа што тие имаат исто така потреба од пиење на вода и треба да укажеме дека кучињата, затоа што најчесто со куче одиме, мачки и да одиме со нив, они ќе останат повеќе во престојот, не одат заедно со нас на плажа, на прошетки и така натаму. Кај кучињата треба да знаеме дека тие ја регулираат својата телесна температура само преку дишење. Односно водата на нив им е исто така многу значајна за контрола, регулирање на нивната температура, за разлика од нас луѓето што преку кожата исто така ја регулираме температурата. Затоа вода задолжително. И кога се шетаме, ќе треба да се шетаме како што напоменавте, нели, на почеток са бајлево, најверојатно сте ги прошетале кучињата. Дојдели рано наутро, затоа што дојдели 10, 11, 12 часот, веќе треба малце да сме повнимателни во однос на прошетката. Задолжително кога се шетат, треба да се шета под сенка. На асфалтни бетонски површини гледате да избегнувате, поготово во најжешкиот период, затоа што може да се изгорат шепичките на ноџињата, а и во секој случај еве може да се направи некој тест од што еве може би е сомнича во овие совети што ги даваме. Само приближете ја главата малце поблиску до бетонот каде што шетате, да видите колку е тешко да се дише од повратното зрачење од топлината од сонцето и така натаму. Сметете дека вашето куче ако е на 15 см од асфалтната површина, колку е тоа тешко да ја регулира температурата кога знаеме дека само преку дишење регулира температурата. Да, ниско долу се движат. Многу ниско долу се движат. Затоа еве ќе покажеме еден производ, намерно брендот го отстрануваме. Тоа се видови на лосиони кои што ако се изгорени шепичките, носето, дури може и по кожичката, може слободно да се намачкаат, за да им го олесниме процесот, но во секој случај треба да превенираме и да не шетаме на такви површини и песок. Исто така знаеме дека боси по песок не одиме ние, а тие шепите се единствено нешто што ги заштитува. Во таков случај дури препорачливо е оние што кај нас обично се мисли за зимно време дека треба оние како чизмички, всушност тие се и за летно време со цел да не си ги изгорат шепите ако одите на таква површина. Тука ни донесовте една подлога. Да, еве донесовме една подлога, овие се како кулинг пат се викаат или ладни подлоги. Може да стават во фрижидер, може да стават во замрзивачи, да си ги земете со вас кога ќе отидете на плажа, да ги поставите некаде во сенка, кучето да си легне на него, многу му е пријатно да може на таков начин дополнително да ја регулира температурата преку допир со кожата, покрај нели со зачестено дишење, примање на вода, течност и така натаму. И сега како можеме да си подобриме исто така на плажа кога сме, може да си подготвиме од дома некои видови на сладоледи за кучиња да речеме, затоа што ние сакаме да испиеме и ладен пијалок и да изедеме сладолед ладен на плажа и така ние да се разладиме и да влеземе во вода.
Кучињата исто така сакаат да се разладат дополнително. Може да направиме некаков вид на, да речеме, овошна мешавина и да ја замрзнеме во форма на коцка мраз и да му ја дадеме да ја лиже во текот на нашиот престој на плажа, во двор или каде да е, во топлиот период од денот. На таков начин кучето дополнително може да си ја регулира температурата. Во секој случај владна вода постојано, без разлика каде и да сме. Да ја јадат навистина, можеби на нив тогаш ним седе како на нас. Да, па и самите тие избегнуваат кога е жешко да јадат. Оние или рано сабајле или касно навечер, затоа и ќе приметите дека летно време, поготово кога е наглата промена на температурата, кучињата почнуваат помалце да конзумираат храна заради таа, да речеме, адаптирана нивно на вечната средина. Сега ќе спомнеме позната трева, ќе кажеме, нели, кој што навистина опасна во овој период. Да. Тука ќе ги споменеме повторно и крлежите, затоа што и тие се нели секогаш актуелни, меѓутоа кога ги носиме на море имаме и нешто друго што е опасно, се разбира, за нашите милиници. Ајде тука кога веќе врзуваме оваа тема ќе ги споменеме и змиите, кои што ги имавме во едно од претходните наши линковски вклучувања, меѓутоа тие се актуелни во овој летен период. Во секој случај, кога одиме на одмор не значи дека ќе одиме само на вода, на море и така натаму, некои од нас одат и на планина, таму е исто поладно. Треба да знаеме дека во било каде во природата може да има змии. Веќе во нашата природна ветеринарна амбуланта веќе имаме неколку случаи, последниве 10 дена, кои што се од кучиња каснати од змии. За среќа сите се добра, тоа е важно, но темата ја обработивме, може да ја погледнат во претпоставам на YouTube како треба да се однесуваме во таа насока, но сакаме да укажеме дека змиите ги има. Кога одиме, да речеме, исто така на одмор, важно е да се заштитени од болови крлежи и тука кога шетаме по природа, но ако одиме појужно, да речеме, Грција, Италија и така натаму, треба да знаеме дека таму се присутни оние мушички кои што ги пренесуваат и заразни болести како лешманија. Во секој случај препорачливо е да се стават дали каишки, дали ампули кои што имаат и репелентно дејство. Значи прво што ги одбиваат инсектите, потоа што делуваат исто како другите со цел да се заштитиме од таков тип на болести кои што се пренесуваат преку мушичките, да речеме. Друго што е убаво да спомнеме во насока на одење на одмор, кучето во кола задолжително треба само ние кога сме во автомобилот и кучето да биде во автомобилот. Кога ќе излеземе ние надвор, треба да си го земеме кучето со нас или еден од луѓето да застане со него под сенка и така натаму. За 5 минути, за 10 минути да го оставиме кучето само во кола, верувате дека многу брзо се случуваат топлотни удари, затоа што колата е затворена, сонцето ја пече, внатре многу брзо достигнува на нормална атмосфера за кучето да функционира внатре. Затоа кучето со вас, ако одите по молови, ќе отидете во моловите кои што се pet friendly и на таков начин ќе си го решите проблемот. Но во секој случај вашето куче треба да е воспитано за да влеземе во такво место. И како што споменавте вие на почетокот, се разбира, домашните милиници се дел од нашето семејство и треба подеднако да се грижиме како што се грижиме за самите себе. Да. Особено да не ги оставаме во нашите автомобилни и тука се разбира ќе ги споменеме и дечињата и тие никако не смееме да ги ставаме, а дечињата ги сакаат домашните милиници, затоа најдобро сите заедно на плажа. За попиното прасе да не заборавиме, за тревката, таа е многу важна затоа што доста често ни се случува ваков тип на тревки, нели официјално се вика попино прасе или ние си го знаеме бил и татко ти во војска, нели и така сме си играле како деца. Опасна е тревката затоа што најчесто влегува во шепичките, помеѓу прстите или знае да влезе доста често во ушите. И предизвикува сериозна болка, сериозно воспаление затоа што има тенденција само да оди навнатре. Сме имале случаи да речеме ќе влезе помеѓу прстињата, сме го ваделе кај лактот. Значи тоа е една цел процес кој што самата тревка го оди се додека не излезе од организмот. Затоа е важно кога ќе си дојдете после прошетка, поготоа ако сте шетале на таква површина кај што има ваков тип на растение, задолжително проверете ги шепичките, поготоа кај подлоговлакнести кученца, затоа што тие имаат тенденција да си останат подолго време, па после да си почнат процес на миграција во ткивото и да ги отворите кај кокери, оние што имаат да речеме спуштени ушиња, дигнете го ушето, видете случајно да неме некоја тревка, доста често на редовен преглед веќе кај нас постојано ги гледаме шепите ушичките и наоѓаме такви тревки кои што тргнале да го прават проблемот. Така што и дома секој што има миленик после прошетка убаво е да се превенира и да си го прегледа животот. За секој проблем да го побареме нашиот матичен ветеринар, тоа секогаш. Во секој случај ветеринарите се тука. Летно време работиме сите, така што тука сме за секаква помош према животните. Благодарам многу на одвоеното време. Ова е убава тема која што може да се работи во текот на летото. Секако ќе се вклучиме повторно и ќе можете да направиме некој убаво прилог.
се разбира. Во секој случај знаете дека секогаш сме на располагање за да ги афирмираме и да ги образуваме нашите сопственици на животни со цел тие полесно, помирно и подобро да си соживеат со животните, со домашните милинци. Благодарам и на вас.